Почитувани, денес во собранието се случува уште еден скандал и едно брутално кршење на деловникот и газење на Уставот на Република Македонија. Владеачкото мнозинство, предводено од СДСМ и ДУИ, повторно демонстрираат уставно и деловничко насилие и самоволие. Тие по кој знае кој пат се обидуваат да го партизираат собранието на Република Македонија. Имено, на денешната пленарна седница на дневен ред, на 4 минути пред почетокот се најде точка за разрешување на пратеник од Комисијата за прашање, изборите и именувањата. Бидејќи, како што знаете, тој и БЕСА веќе не се нивен подобен партнер во власта, туку нивен политички противник. Токму од овие причини, пратениците на СДСМ и ДУИ денес решиле дека пратеникот нема повеќе да биде член на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, и бидејќи токму од Комисијата им е потребно мнозинство кое ги минува нивните штетни и политички одлуки. Сепак, апсурдот и грубото кршење на Уставот, деловникот и процедурите се во следново. Очигледно брзајки и водејки се од својата намера по секоја цена да го разрешат пратеникот од Комисијата, пратениците на СДСМ и ДУИ направија огромна, несватлива и аматерска грешка, повикувајќи се на членовите 114 и 118 од деловникот и членовите 68 и 76 од Уставот. Со тие членови од Уставот и деловникот се уредуваат избор, именување и разрешување на носители на јавни и други функции, како и работните тела во собранието. Повторувам, членовите 68 и 76 од Уставот и членовите 114 и 118 од деловникот се однесуваат на избор, именување и разрешување на носители на јавни и други функции. Почитувани, тука лежи проблемот и замката во која што СДСМ и ДУИ се обидуваат да не втурнат. Пратеникот не е носител на јавна или друга функција, тој не е министер, тој е пратеник во законодавниот дом, избран на директни и непосредни избори, парламентарни избори. Тој е директен представник на граѓаните, а не именувано лице од страна на собранието на Република Македонија. Токму затоа, овој предлог за неговото разрешување како член на комисијата е неделовнички и очигледно тесно партиски мотивиран. На овој начин, со ова срамно и неделовничко однесување, СДСМ и ДУИ на најдрзок начин, покрај газењето на Уставот и деловникот, тие директно ја покажуваат и волјата на народот. Тие практично го разрешуваат и суспендираат мандатот на пратеникот Фадил Зендели, кој е избран од граѓаните, а не од Заев и Ковачевски и не од СДСМ и ДУИ. Очигледно, двоецот СДСМ ДУИ не бира средства кога станува збор за нивните партиско-коалицијски договори и пазарења. За нив не постојат ниту волјата на народот, ниту пат деловникот и законите на Република Македонија. Очигледно, за нив постојат само партиските закони и агенди. На крајот, како пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата, јасно и гласно упатуваме порака дека доколку СДСМ и ДУИ не отстапат од оваа намера и не ја повлечат оваа противуставна и неделовнички предлог одлука за разрешување, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата веќе од утре ќе размислува на одредени потези со кои што ова поларизирање кое што го прават во собранието ќе успеат да го надминат. Нема да им дадеме подршка за закони кои што не се поврзани единствено со проблемите на граѓаните во оваа криза во која што не втурнаа СДСМ и ДУИ. Господо од власта, одговорот на насилието и самоволието кое што го направивте во законодавниот дом, ние нема да ви бидеме соучесници во овој хаос и нема да дозволиме собранието на Република Македонија да се претвори во партиски штаб и испостава на СДСМ и ДУИ. Ви благодарам. Прашања? Вие, колешки од Сител? Благодарам.